Здраво, ова е 61-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Guilty на Густав Молер, во кој станува збор за полицаецот Асгер, глумен од Јакоб Цедергрен, кој привремено е назначен да ги алармира диспечерите и влегува во трка со времето која ќе добие повик од киднапирана жена. Данскиот крими трилер се одвива во една просторија и гледачот е препуштен на одлуките на полицаецот, кој добива прекоманда на работна позиција поради тоа што е инволвиран во судски случај. Ставен е на позиција да се справува со итни повици, а од момци кои се дрогирале и јавувале во полиција или биле ограбени на Red Light District, му се троши трпението и ги суди повикувачите, оставајќи ги да се носат со последиците на погрешните одлуки. Не му се седи и восприема повици, нетрпеливо очекувајќи го враќањето на терен. Од филмот ќе заклучиме дека тој е настојчив полицаец кој ги инволвира своите пријатели да ги превиткуваат дозволените ингеренции на работната позиција по цена на секакви средства да дојде до целта. Опоменуване дури и да не се меша во туѓата работа, да крене раце од случајот и да си оди дома по завршеното работно време, но тој упорно ги користи сите алатки за истражување за да помогне во истрагата и ги лоцира осомничените повикувачи. Додека сме кај полициската истрага во прашање киднапирање на мајка и нејзиното дете од страна на сопругот, и тензијата се наголемува со секое прекинување на повиците и погрешна насока, затоа што песокта во клипсоидрата истекува. Не навлегувам во подробности за случајот, затоа што во мојата анализа и реторика се обидувам да не прераскажувам клучни сегменти на филмовите, кои би го ускратиле гледачкото задоволство, но одредени начела не можам да ги заобиколам, бидејќи би осиромашиле анализата. Со оглед на лимитираниот канцелариски простор и опишувањето на случувањата, следењето на филмот се доближува до читање на книга, во која гледачот знае подеднакво колку и самиот лик и ги открива мистериите рамо до рамо со него. А кога сме кај актерот, Јакоб Цедергрен убедително и стоицистички си ја заврши својата должност на напорен полициски офицер да биде заштитник на загрозените жртви со наталожена фрустрација која ќе еруптира во анксиозност, откако претходно има насобрано грижа на совест од неколку тони на неговиот грб поради валкањето на собствените дланки во туѓа крв, тенчејќи ги границите на моралната исправност. Ликот скоро и да нема интеракција надвор од повиците, затоа пребрзо ги повлекува заклучоците, налик повикувачите кои ги обвинува, но едностранното толкување знае да не наведе до погрешен заклучок и непромислено возвраќање, кое не кореспондира со фактичката ситуација. Може би повикот е неговото покаяние и искупување за дамките од минатото. The Guilty е од рангот на филмовите Buried, Locke, The Call, Phone Booth и Rear Window, како и останати крими трилери и хорори со главен протагонист кој е заробен во безизгледна ситуација и мора да се справи со истекувачкото време, кое може да го плати со животот. Хичкоковата бомба е поставена, гледачот е свесен за отчукувањето и исчекувањето може да отпочне. Режисерот знае дека Јакоб е задолжен за задржување на вниманието на гледачите од прва до последна сцена, а при тоа на располагање при рака му е единственото оружје, телефонот, со кој ги воспоставува повиците преку кои се кажува, но не и покажува што се случува надвор од просторијата за алармни повици. На тој начин се интензивира дескриптивната функција на зборовите со кои гледачот го прехранува своето уво и ги синхронизира со реакциите на главниот лик, кој паралелно ги дознава случувањата со самата публика. Со оглед на тоа што ова е дебитантски долгометражен филм на Густав Молер со помош на малку поискусниот косценарист Емил Албертсен, успева да создаде свет во мало и херметички да ја задржи контролата врз тензијата на гледачите, симултано поигрувајќи си со предрасудите и со очекувањата. Кинематографот Јаспер Спанинг е лимитиран во клаустрофобичниот канцелариски простор, но наоѓа можност да си поигра со алармните црвени светла во просторијата, да зумира во шумлење таблета, па во гро план да го прикаже лицето на ликот додека се исчекува повикот, дозволувајќи камерата да се задржи на топографијата на лицето на ликот, додека публиката ги соджвакува двете големи горшливи вистини, едно финално исчекување во епилогот со кое си поигрува со нервите на публиката.
На тој начин и дозволува на монтажерката Карла Луфе да го задржи континуитетот на нарацијата и постепено да го дозира обелоденувањето на мистеријата. Всушност, сите заедно студирале на Националната филмска академија на Данска, така што колаборацијата била олеснета со претходното познавање. Филмот е дански кандидат за филм за неанглиско говорно подрачје на овогодинешните Оскари, станувајќи еден од 9 полуфиналисти кои се во тесна конкуренција за наградата. Факт е дека филмот брзо стана миленик на публиката и тоа на филмските фестивали во Ротердам, Сиетл и Санденс, кај што ја земаше наградата од публиката. Беше прикажан на секаде во светот, од Карловај Вари, Лондон, Цирих, Хелсинки, Солун до Фантастик Фест. Пред филмот да биде силуван од американското филмско ремейкување или во некоја епизода во шишена ТВ, погледнете го во оригиналната форма и замисла, реализиран во одлични експедитивни 85 минути. Филмски минимализам за тенчење на нерви. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Guilty од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 61-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!